Вторник, 3 декември, кратки вести во 12 часот. Се уредува крај езерскиот дел во Тушемиште и Поградец на албанската страна од Охридското езеро, а во исто време комплетно е завршен патниот правец од Тушемиште до границата. Од албанска страна останува спорен односот кон езерото, живиот свет во него и околината според препораките на УНЕСКО, но и градбите во него и првата езерска линија, за што зборувавме во повеќе наврати, но сепак од страна на патната инфраструктура мора да се признае состојбата е далеку подобра. Албанските медиуми јавуваат дека засилено се работи и на другата страна, односно патниот правец од граничниот премин Ќафасан кон Елбасан и Тирана. Охрид и годинава со бројни настани достојно ќе го одбележи празникот Свети Климент Охридски, патрон на градот. Програмата започнува утре напладне во големата општинска сала со промоција на книгата за деца и млади Охридска археолошка азбука. Предвидени се бројни изложби, промоции на книги, концерти, како и приредби на институциите што го носат името на Свети Климент. Свечената општинска академија ќе се одржи во сабота 7 декември од 19 часот и 30 минути во Центарот за култура. Секој 3 декември се одбележува меѓународниот ден на лицата со попреченост. Во светски рамки, овој ден за прв пат е јавно промовиран во 1992 од страна на Обединетите нации со цел да промовира разбирање за прашањата поврзани со попреченост, како и да мобилизира поддршка за достоинственост, правата и благосостојбата на лицата со попреченост. Денес, меѓународниот ден на лицата со попреченост се стреми да ја зголеми свеста за придобивките што треба да се извлечат од интеграцијата на овие лица во политичкиот, социјалниот, економскиот и културниот живот. Времето денес претежно сончево и тивко со мала до умерена облачност, дува слаб северен ветер, максималната температура во Охрид до 8 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.